Значи, како што кажав на почетокот, наш денешен гостин е министерот за локална самоуправа Златко Перински. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за можноста. Веќе најавив дека периодов на секојдневна агенда ви се теренските посети од каде што срцето е дома, измените на Законот за локална самоуправа, го распишавте вториот јавен повик за финансиска поддршка на општинските проекти. Тоа е накусо она за што би зборувале денес, но на почетокот, само што дојдовте од Неготино, како поминавте таму и што се случуваше? Добро споменавте на почетокот во најавата, навистина ни е динамично во рамки на секојдневното функционирање во Министерството за локална самоуправа и тоа нам и дополнително не мотивира да продолжиме и уште повеќе да го интензивираме темпото со кое што работиме. Денес бевме во Неготино заедно со претседателот на владата Христијан Мицковски и имавме можност да воведеме два од трите проекти со кои што општина Неготино аплицираше и доби средства од централниот буџет во рамки на првиот јавен повик кој што го објавивме минатата година. Дополнително на тоа, самата локална самоуправа инвестираше во изградба на затворен пазар, во кој што ќе имаат посоодветни услови и граѓаните, корисници на услугите, но и оние кои што продаваат на тој пазар. Навистина убави и целисходни проекти за сите граѓани од општина Неготино. Јас реков и во мојата изјава од Неготино, навистина сум среќен што конечно проектите кои што ги издвоивме како средства и се финансираат од страна на централниот буџет веќе го гледаат светлото на денот. Многу предизвици имаше кога го објавивме овој повик. Бевме не соодветно, ајде да кажеме, и обвинувани дека се работи за некоја предизборна кампања, за партиски, дека ќе се делегираат средствата и така натака. Од кога се заврши целата постапка, практично се докажа она што ние како влада го зборевме, а тоа е дека за нас не постојат веќе заборавени места во Република Македонија и за нас императив е рамномерниот развој, кој што би требало пак да ни ја зголеми и економската и социјалната стабилност на државата, врз која што ќе можеме да го подобриме квалитетот на животот на сите наши граѓани. Што е она што би можеле да го изведете како заклучок од општините кои што досега сте ги посетиле во рамките на овие теренски активности, што најмногу ви остави впечаток? Генерално од она што јас го добивам како фидбек од градоначелниците, без разлика дали станува збор за овие теренски посети кои што ги опфативме во караванот каде што срцето е дома или во текот на секојдневната комуникација со нив, најизразено е задоволството заради тоа што како никогаш досега имаат можност да реализираат капитални инфраструктурни проекти, бидејќи навистина се значајни средствата кои што ги добиваат како поддршка од страна на владата преку централниот буџет. Оние проекти кои што им биле спремни, кои што се навистина значајни за нивните граѓани, а за кои што за жал не можеле да најдат средства во изминатиот период, практично ја користат сега можноста и аплицираат со нив кај нас во овие јавни повици во владата и можат практично да ги ефектуираат потребите и желбите на граѓаните. Задоволството кога ќе го видите во лицето на градоначалниците пред се, дека се работи нешто во општината, дека се гради и развива, а потоа и кога ќе го видите задоволството на граѓаните заради тоа што едно е кога го гледате само како проект, а друго е кога багерот ќе влезе и ќе почне да се работи целиот проект. Навистина нам како влада ни е императив и практично доказ дека политиките кои што досега ги креираме се навистина поставени на здрава основа. Пред 2 недели е објавен вториот јавен повик за и општините овде ќе имаат на располагање 15 милиарди денари. Точно. Подготвени ли се општините? Сега веќе веројатно малку и полесно ќе им биде оти еднаш веќе ја помина оваа процедура. Почнаа ли да стасуваат апликации и кои се разликите за аплицирање во однос на првиот јавен повик? Генерално, условите кои што ги поставивме и во вториот и во првиот јавен повик се исти. Во вториот јавен повик овозможивме поголем временски период на поднесување на апликативни формулари и секако проектни документации, се со цел да им оставиме поголем комодитет на локалните самоуправи да можат да креираат поиздржани проектни документации и секако да немаат проблеми после тоа во нивната имплементација, бидејќи ќе повторам, самите локални самоуправи
исклучиво они се тие кои што се задолжени за имплементирањето на проектите. Ние како влада само финансиски ги поддржуваме во делот на нивната реализација и замисла. И како се подготвени градоначалниците да аплицираат со проекти во вториот јавен повик. Согласно вчерашниот ден и заклучно со вчерашниот ден имаме добиено некаде околу 197 апликативни формулари за 197 проекти од 34 општини, што значи дека веќе стигнуваме на половина од општините кои што на половина од вкупниот број на општини кои што би требало да аплицираат. Јас навистина очекувам најмалце 3 пати повеќе од првиот јавен повик да има апликации во смисла на приложени проектни документации и се надевам дека и како ќе придонесеме кон зголемување и подобрување на условите за живот на сите граѓани и индиректно ќе економски ќе ја раздвижиме Република Македонија на сите нивоа заради тоа што ова се навистина големи средства кои што ќе се импутираат директно во македонски компании кои што ќе се јават како изведувачи на сите овие проекти. Една дигресија да направам, велат ако функционира градежништвото во државата, тогаш ќе се подигне и економијата вкупна, затоа што тоа само по себе повлекува пак и функционирање на други гранки, така што веројатно придонесувате со вакво нешто и за подобар стандард со тек на време. Апсолутно се согласувам и ќе ми дозволите само една паралела да направам. Кога ги проектиравме овие мерки кои што се насочени кон поддршка на локалните самоуправи во насока на овие средства кои што ги издвојуваме од централниот буџет, секако председателот на владата Мицковски размислуваше и во насока на поддршка на стопанството и во насока на поддршка на оние мали компании кои што би требало да ја раздвижат градежната офанзива. Затоа им ги ставивме и како влада на располагање оние 250 милиони евра кои што се навистина по многу повластена каматна стапка како кредитна линија наменети за стопанството кои што можат да ги искористат да се доекипираат, доопремат со потребните работи како камион, багер и така натака за да можат да бидат конкурентни и да можат да бидат импутирани во реализација на сите овие проекти, да. Во првиот повик поддршка добија 288 проекти и во 78 општини во вредност од 4,5 милиарди денари. Имате ли сознание до каде е реализацијата на овие проекти и за какви проекти станува збор? Токму така, добро споменавте, во првиот јавен повик склучивме 288 договори, практично 288 проекти и како влада формиравме едно координативно тело кое што го предводиме ние како Министерство за локална самоуправа, а во кое што членуваат сите ресорни министерства преку кои што се трансферираат овие средства од централниот буџет кон локалните самоуправи. Апсолутно го мониторираме процесот одблизу, се со цел да доколку се појават некакви пречки и предизвици во реализација на градежните активности, да ние излеземе во пресрет и истите ги надминеме. Во моментот некаде околу 251-252 проекти се веќе со склучени договори за избор на изведувач или се во завршна фаза. Повеќе од 50 на од нив веќе се работат на терен, значи веќе се воведени во градежни активности оние компании кои што самите локални самоуправи ги избрале на јавната набавка. Остануваат уште околу 30 на проекти кои што се уште се во фаза на објавување на постапка за избор на изведувач. Јас сум навистина задоволен од оваа динамика која што во моментот ни се случува, заради тоа што на крај на денот имавме и зимски период, кој што малку ги одоговлечи, ајде да кажеме, воведувањето во градежните активности, заради тоа што едноставно временските услови не го дозволуваат тоа. И исто така сум задоволен од капацитетот кој што го испорачаа градоначалниците при овој прв јавен повик, заради тоа што за многу кратко време направија и солидна проектна документација и ги направија сите постапки кои што им се неопходни за да можат да отворат јавни набавки за избор на изведувач и еве веќе почнуваат да ги имплементираат проектите и на терен. Така да навистина сме задоволни како влада и јас се надевам дека со истиот интензитет ќе продолжат да работат и при реализација на проектите од вториот јавен повик. Така. Измените на законот, сега веќе да поминеме на она што беше многу актуелно изминативе месеци, измените на законот за локална самоуправа, одржани се 4 јавни дебати,
вклучени се сите градоначалници, експерти од областа, од невладиниот сектор, до која фаза е процедурата, кога може да ги очекуваме конкретните измени и кога законот би станал применлив? Законот за локална самоуправа е еден системски закон кој што потекнува од еден исклучително тежок процес за Република Македонија, а тоа е Охридскиот рамковен договор. Практично овој закон ги поставува темелите на децентрализацијата во Република Македонија и како законско решение навистина ги издржа сите предизвици во изминативе 20 години и е многу соодветно поставено и дополнително почива на Европската повелба за локална самоуправа, што само по себе му дава кредибилитет. Но сега, после 20 и нешто годишна примена, нормално е да се јават одредени работи кои што би требало да се допрецизираат, доработат, на некој начин да се модернизира ова постојано законско решение. Затоа и влеговме во овој процес. Бидејќи станува збор за системски закон, навистина нам ни беше битно да целиот овој процес биде отворен и инклузивен и сите оние страни кои што практично зависат од имплементацијата на ова законско решение бидат слушнати и вклучени во овој процес. Процесот на измените на законот за локална самоуправа ги поделивме во 4 фази. Првата фаза беше детерминирање на неговите слабости на постојното законско решение. Втората фаза беше оној консултативен процес кој што веќе го споменавте, а тоа беа оние 4 јавни дебати кои што ги организиравме. Сега сме во фазата на креирање на предлог измените на законот за локална самоуправа и четвртата фаза од процесот ни е валидизација на истите, тоест поднесување, најпрво донесување одлука на влада, потоа и поднесување во рамки на собранието за истиот да се усвои. Нашите очекувања се дека целокупната процедура ќе ја завршиме некаде до 30 март и потоа законот ќе влезе во собраниска процедура. Навистина бевме премногу посветени на оваа материја, затоа што, повторно потенцирам, станува збор за еден системски закон, станува збор за една материја која што тангира навистина многу број и на јавни функционери, но и на корисници, а тоа се граѓаните, и бевме многу внимателни, успеавме да ги слушнеме мислењата на скоро сите градоначалници, успеавме да слушнеме мислења од невладиниот сектор, кој што за нас е исклучително битен, граѓаните беа присутни на сите овие јавни дебати кои што коментираа пак од нивни аспект што би требало да се придонесе и мислам дека поставивме едни високи стандарди кога станува збор за промена на закони, поготово на системски закони и се надевам дека оваа пракса ќе ја практикуваат и останатите мои колеги. Ова би значило дека веројатно следните градоначалници, со оглед на тоа што локалните избори ни се некаде во октомври, би функционирале според новиот закон. Апсолутно, тоа ни е нам и целта, бидејќи очекувано е некаде локалните избори да се случат првата половина во октомври. Ние очекуваме да некаде до летото овие измени бидат усвоени и се надевам дека ќе биде новото законско решение ефективно за да може да се спроведува и новите мандати практично да почнат да се реализираат согласно новиот закон. Ќе значи ли ова дека градоначалниците ќе мора малку повеќе да обрнат внимание на тоа како функционираат и како работат, оти градоначалничкиот мандат нема да биде супер сега 4 години ќе бидам градоначалник? Точно е. Практично тоа беше главната иницијација една од главните иницијации за да се отвори ова системско законско решение. На крај на денот во владата сметаме дека ниту еден не би требало да е незаменлив доколку не си ја обавува својата работа соодветно. И во таа насока тргнавме да ги креираме овие предлог решенија. Практично можноста за референдумски отповик на градоначалник од страна на граѓаните е најсоодветното решение, бидејќи истите тие граѓани му ја дале довербата на градоначалникот за да раководи со нивната општина. Тоа што некои од градоначалниците ја злоупотребуваат таа доверба добиена од страна на граѓаните и при тоа немаат граѓаните механизам да направат некаков потек, мислевме дека е несоодветно и треба да направиме соодветни адаптации во таа насока ги работиме. Втората главна работа за која што го отвараме законот е предвидувањето на комуналниот редар. Ние сме сведоци дека во изминатиот период
системот не работеше согласно потребите на граѓаните, зборам сега на централно ниво. Така. И практично кога системот не одговара на потребите на граѓаните, вие не можете да очекувате дека граѓаните ќе бидат лојални на истиот тој систем. И во моментот сме сведоци на вистина не секојдневни појави, да зборам за македонското општество и општо општеството во кое што ние живееме, не секојдневни појави за нас. Гледаме девијантни однесувања, гледаме несоодветно постапување со јавното добро. Тоа колку што е мое, толку е и ваше, толку е на сите граѓани. Треба сите заедно да работиме на зачувување на јавното добро. И затоа цениме дека е многу битно во новото законско решение да се воспостави механизмот на комунален редар, кој што пак ќе му ги зголемиме ингеренциите на истиот со интервенирање во Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота, за да му дадеме поголеми овластувања. И веќе од следните мандати градоначалниците ќе имаат обврска да имаат такви служби кои што ќе бидат пак задолжени за зачувување на јавното добро. Тоа е многу битно и суштинско прашање и сметам дека на тој начин не само што ќе ги исчистиме градовите, туку и ќе превенираме во иднина девијантни однесувања. Кога беше овде градоначалникот на Кисела Вода и во моментов претседавач на ЗЕЛС, па и градоначалникот на Центар како човек што ја даде иницијативата, добро е што градоначалниците се едногласни кога станува збор за казни за малолетници кои што вандализираат јавно добро. Претпоставам дека и вашето размислување е во таа насока. Апсолутно. Ние практично како влада оваа девијантна појава ја утврдивме уште некаде крајот на октомври, од кога почнавме да го отвараме практично или да работиме на измените на Законот за локална самоуправа, се со цел да ги превенираме овие несоодветни однесувања. Би ги нарекол и дивјачки заради тоа што навистина она што го гледав на видео снимките, за мене е несватливо како може да има толков гнев во тие дечиња таму. Едноставно ми е неразбирливо. Токму заради тоа треба и родителите да бидат. Малце погрубо звучев, но јас од тој агол го гледам и мислам дека тоа треба час поскоро да го превенираме. Значи во суштина иницијативата која што општина Центар ја предложи до ЗЕЛС, а ЗЕЛС ја предложи до владата, практично тоа беше веќе детерминирана појава и ние работевме на отстранување на истата. И исто така општо корисната работа е веќе предвидена во одредени закони. Ние имавме еден многу широк состанок на оваа тема со сите засегнати ресори, од тој состанок произлегоа одредени заклучоци во насока на доадаптација доколку се јави потреба, нели, и на поширок диапазон на закони, така да ние стоиме на располагање и навистина сакаме да направиме едно системско решение кое што ќе биде долгорочно и кое што ќе биде само по себе одржливо. Да не треба повторно да интервенираме во некои други закони и така натака и така натака. Значи еднаш да ги поставиме работите и за секогаш да се канализираат и практично сите се на некој начин приклониме и ги почитуваме тие законски одредби. Како министер за локална самоуправа, да речеме, одговорен сте за сите региони во Македонија. Сведоци сме дека некои региони се малку поразвиени, таму кај што има малку поголеми градови, некои се помалку развиени. Што всушност преземате активности, мерки на ова поле? Точно така, мојот ресорот кој што ја го предводам во моментот, практично се бави со две многу битни теми, само по себе името го кажува. Едната е локалната самоуправа, локалната политика, а втората е рамномерниот регионален развој. За мене оваа вторава тема е исклучително битна заради тоа што сведоци сме дека во изминатите години, немајки ги основните услови за живот во општините кои што се во внатрешноста, оние кои што се помали и рурални, и граѓаните кои што потекнуваат од нив беа приморани да мигрираат практично во поголемите центри, во поголемите градови за да си го најдат спасот и да имаат подобар и поедноставен живот. Во суштина, затоа на почетокот споменав дека оваа влада навистина креира политики кои што се врз основа на потребите и желбите на граѓаните. Оваа интервентна мерка која што ја
даваме на можност на користење на сите локални самоуправи преку првиот и вториот јавен повик, со таа интервентна мерка ние сакаме да придонесеме во сите локални самоуправи и во сите населени места да имаат приближно исти услови за живот како и во големите центри. Значи да немаме веќе проблеми со водоснабдување, со канализацијски системи, да немаме населени места каде што има потреба а нема детска градинка или каде што има потреба да нема основно училиште и така натаму. Затоа сакаме со оваа интервентна мерка да ја поставиме и решиме основата, а потоа да почнеме да градиме и рамномерно да ја развиваме нашата држава. Паралелно, Министерството за локална самоуправа спроведува и програми кои што се наменети за рамномерниот регионален развој. Едната програма се спроведува преку Бирото за рамномерен развој, кој што е орган во состав на Министерството. Секако и самото Министерство има една програма која што е наменета за намалување на диспаритетите, тоест на разликите помеѓу оние развиените локални самоуправи и оние помалку развиените, за да можеме со овие средства кои што ги имаме на располагање, тој јас да го намалиме. Согласно првата програма која што се спроведува преку Бирото за рамномерен регионален развој и врз основа на степенот на развиеност кој што го донесовме и ќе се однесува за 2024-2028 година, за 5 годишен период, најмногу средства се даваат во најнеразвиените средини, токму затоа и мислиме дека ќе го намалиме овој јас. Ова е долгорочна наша стратегија и на оваа долгорочна стратегија навистина треба да се фокусираме и ние како ресор, но и останатите ресори кои што секако со нивните секојдневни делувања и како инвестираат средства во локалните самоуправи. Тука пред се мислам на Министерството за транспорт, Министерството за животна средина, Министерството за земјоделие, Министерството за демографија, Министерството за образование и така натака, бидејќи знаете како една нова улица, едно ново булеварско решение може да значи прилика за неколку нови бизниси. Апсолутно е така, но знаете, ве слушам додека зборувате, ми текнува дека често пати ние велиме се споредуваме да речеме со Словенија затоа што по големина на државата, по квадратура, па и по број на жители сме тука некаде. Ама словенците немаат проблем со канализација и водоводи во селата. Ние имаме се уште села кои што немаат ниту канализација, ниту водовод. Додуше имаме и села во кои што нема луѓе, за жал. Нормално е да имаме села каде што нема луѓе заради тоа што нема услови за живот. Токму затоа и оваа влада сака да го смени тоа. И јас сакам да се компарирам со Словенија заради тоа што ако се вратиме наназад пред едно 30 и нешто повеќе од 30 години, ние и сите останати поранешни југословенски републики биле на иста една стартна основа, ајде да ја кажеме. Во моментот, јас тоа многу често го говорам, во моментот Република Словенија од Европската унија на име на кохезиони фондови за еден инвестициски циклус користи 3,2 милиарди евра, а Република Македонија не користи ништо. И затоа мораме овие работи кои што сега ги збориме да ги поставиме на солидна, здрава основа за да можеме да се компарираме и да следиме позитивни практики од оние кои што се поразвиени. Јас направив исклучително пријателски, би ги нарекол, релации со министерот за регионален развој и кохезија на Словенија. Навистина се вољни да помогнат, да дадат ноу-хау, се со цел да ние ги зацврстниме колку е можно повеќе овие капацитети. Видете, во изминатото... Ќе го запрели тоа, извинете што ви упадна во збор, но ќе го запрели тоа или барем да го намали, ако не може нели 100% да го запре, но да го намали иселувањето на младите луѓе од државата. Тоа е нашата цел, тоа е нашата основна цел. Многу е поразително овој ресор, Министерство за локална самоуправа, што во изминатите години беше само како број во влада, како едно министерство плюс во влада. Не беше визибилно, според мене не беше поставено соодветно за да може да генерира политики кои што ќе бидат визибилни на дел. Замислете овие мерки кои што сега оваа влада ги детерминира и ги дава на располагање на локалните самоуправи да се одвивале години наназад. Во какви услови ние сега ќе живееме? Или политиката за рамномерен регионален развој да некој почел да ја гради пред 10 и 15 години. Немаше да ни се случува ова што денеска ни се случува, а тоа е пола Македонија да ни е во главниот град, а
пола од внатрешноста да ни се иселува и празни имигрира према големите центри. Сите политики, најголемите фондови кои што самата Европска унија ги издвојува се на име на кохезија. За овие кохезиони фондови кои што ги споменав, кои што Република Словенија ревносно си ги исползува и се наменети за рамномерниот регионален развој. Затоа Македонија, како држава, веќе нема комодитет, ниту еден ден повеќе да изгуби во непродуктивна политика. И токму затоа се одлучивме на караванот каде што срцето е дома, заради тоа што нам како влада ни дава можност од една страна да ги слушнеме оние кои што креираат локална политика, да види градоначалниците и советите, да видиме со какви предизвици се соочуваат, а од друга страна да ги слушнеме потребите и желбите на граѓаните со директен контакт, значи да можеме лице во лице да разговараме отворено за се она што нив ги тишти. И ние не можеме да си дозволиме повеќе да бидеме политичари кои што ќе креираат решенија во рамки на нашите канцеларии. Значи едноставно тој комодитет оваа држава веќе не смее да го има и затоа влеговме во реализација на вакви проекти, затоа сме постојано на терен заради тоа што сакаме она што ние ќе го испорачаме како резултат да биде системски пристап, да биде долгорочно, да биде издржливо и практично заедно со граѓаните да детерминираме цели кои што сакаме да стигнеме. Морам да искористам приликата бидејќи сте тука во студиото и да ве прашаме, јавна тајна е дека имате амбиции да бидете градоначалник на Скопје. Дали ќе се кандидирате, тоа претпоставувам зависи од партијата. Доколку би биле градоначалник или какво е вашето видување за Скопје? Мојата амбиција јас не ја кријам, а дали ќе биде моето име потенцијалниот кандидат, тоа ќе оставиме времето да покаже. Сега зборам како граѓанин на градот Скопје. Поразително е и за мене, претпоставувам и за вас и за сите овде во студиото и за сите оние кои што не гледаат, а кои што се жители на градот Скопје, што една метропола во моментот се бори за живот и основните услуги за кои што постои не ги испорачува кон нас граѓаните. Предизвиците се огромни кои што во моментот го тиштат главниот град. Имаме огромен проблем со загадувањето, имаме огромен проблем со јавниот превоз, имаме огромен проблем со чистотата и со неодлагањето на отпадот од микролокациите. Имаме проблем со бездомни животни на улица, имаме проблем со паркиралиштата, имаме проблем со сообраќајниците, значи практично една многу широка слика на проблеми. Има нешто кај што немаме проблем? Па од она што се изворни надлежности на градот во моментот, јас мислам дека на сите нивоа имаме проблем. И тоа е нешто за кое што ние сме фокусирани во периодот кој што ќе следи со помош на централната власт истите тие проблеми да ги коригираме. На крај на денот сите овие аспекти кои што ги споменав предмалку се врзани садови. Загадувањето во голема мера зависи од јавниот сообраќај. Паркиралиштата и во голема мера се директно врзани со јавниот сообраќај. Одлагањето на смет секако се тесно поврзани со загадувањето. Значи јас и моите гледишта на нештата се дека во еден 4-годишен мандат основните проблеми во рамки на функционирањето на градот Скопје и услугите кои што ги испорачува кон скопјани мора да се решат. А потоа, верувајте ми, сите паметни градови тоа го прават. Мора Скопје да работи на долгогодишна и долгорочна стратегија, минимум 20 годишна, и во градење на таа стратегија треба покрај градоначалникот на град Скопје да биде вклучен сите градоначалници во рамки на општините во градот Скопје, граѓаните, бизнис секторот, невладините организации. Ние мораме да детерминираме цели кон кои што сакаме да го креираме развојот на Скопје. Но за тоа да го направиме, прво треба да ги надминеме сите овие основни проблеми кои што не тиштат нас. Значи, прво, во еден мандат мора да се реши основата, како што ние на централно ниво сега ги решаваме основите во многу локални самуправи, а потоа и долгорочно да се развива. На крај на денот градоначалникот не е само да го води градот, туку тој треба да биде и иноватор. Треба да продуцира идеи кои што ќе рефлектираат резултати за години и години нанапред. И за да го заокружиме разговорот, освен тоа што имате контакти со граѓаните во рамките на теренските активности каде што срцето е дома, вие комуницирате и
директно со нив преку платформата Сподели, накусу за што станува збор? Во суштина, оние работи кои што Министерството за локална самоуправа ги испорачува, а граѓаните се како крајни конзументи, доколку има некакви аномалии, може да ни се обратат на spodeli@mls.gov.mk и не само од ресорот Министерство за локална самоуправа, туку граѓаните може да бидат комотни и да ми се обратат со било каков проблем доколку ги тишти. Во моментот јас навистина се трудам, разговарам со сите засегнати страни во делот на ресорите од каде што изворно потекнува проблемот, се со цел да им одговориме на потребите на граѓаните. Ке се вратам повторно пред едно 10 минути на реченицата која што ја споменав. Македонија и граѓаните на Република Македонија немаат комодитет да изгубат ниту еден ден повеќе во креирање на непродуктивни политики. Мора да се свати дека политичарите треба да бидат достапни на граѓаните и треба да работат и да креираат јавни политики кои што се базирани на нивните потреби. Тие слики дека политичарите се сива еминенција треба да останат во историјата. Видовме со такви приказки до каде стигнавме. Еднаш за секогаш треба да ја смениме сликата за оваа држава. Министре, мене ми останува да ви се заблагодарам што денес бевте дел од нашата емисија и да ви посакам успех во се она што ќе го работите во иднина, без разлика дали ќе бидете на оваа функција на која што сте сега или пак можеби ќе ви видиме како градоначалник на Скопје. Ви благодарам на можноста.